А сега ќе зборуваме, ние сме сега на темата дечињата. Им посветуваме внимание. Повторно за нив ќе зборуваме и знајте дека и после овој разговор кој ќе имате можност да го слушнете, ќе ве вклучиме со ваше телефонски јавувања каде што повторно ќе зборуваме, односно ќе ви дадеме време да зборувате на темата колку во ова брзо време на живење им посветуваме време на децата. Но претходно ќе зборуваме за моќта на позитивното родителство, а затоа ќе биде задолжена мојата колешка Ивана Крстевска Јаневска, на која што ќе посакам добро утро за тебе, за соговорникот Милена Силјановска и да, мощна исто така интересна тема ова утро. Ивана, повели. Да, добро утро, Слободанка, до тебе и до сите наши гледачи. Денеска го посветуваме нели еве денов на децата, затоа што нели е светски ден на децата, па еве така сите родители нели сакаат да изградат многу позитивни, среќни и умни деца кои што нели понатаму во животот ќе бидат возрастни и стабилни личности. Секој родител буквално го сака најдоброто за своето дете, но и се труди да го направи најдоброто за своето дете. Ние ова утро ве поздравуваме од издавачкиот центар 3, односно од книжарницата во Дебармало, и ќе ви најавиме еден многу интересен настан кој што ќе се одржи в среда на 22 ноември во јавна соба, каде што ќе имате можност токму сите родители кои што сакаат да изградат позитивни личности во текот нели на животот, односно од своите деца да направат среќни, здрави и умни деца, ќе имаат можност да бидат дел токму од моќта на позитивното родителство, така се нарекува дебатата која што ќе се одржува в среда. Повеќе детали за тоа ова утро дознаваме од Милена Силјановска. Ќе ви посакам, Милена, добро и убаво утро, и навистина е за поздрав ова што го правите како издавачки центар 3, што ќе имаат можност родителите од врвни психолози да слушнат, да дебатираат, но и да се едуцираат на некој начин за воспитувањето на своите деца. Добро утро и од мене. Пред се би сакала на сите деца на светот да им посакам среќен ден на детето. Колку што е помала тупаницата, толку е поголемо срцето, па токму затоа би сакале овие детски срца да останат неповредени и целосни, а за тоа да можеме да се овозможи, потребно е родителите да се грижат соодветно за нив. Пред се, како што каже и ти, секој родител го сака најдоброто за своето дете. Меѓутоа, понекогаш нели во пракса тоа изгледа многу потешко отколку што е кога е напишано или кога е кажано од некој друг, но ние заедно веруваме, не само јас, туку и сите од издавачкиот центар 3 веруваме дека е возможно да се направи тоа преку соодветна едукација на родителите. Се повеќе родители во последно време бараат совети од советници, но гледам дека и се повеќе се обраќаат и до книгите. Токму затоа во среда, да го повторим уште еднаш датумот, на 22 ноември во јавна соба, каде што се одржуваат вообичаено овие отворени предавања за отворени умови, заедно со тројца психолози. Модератор на настанот ќе биде Бојана Стојменовиќ, или попозната е нели како мој психолог, Христина Стефановска, која што е попозната како детски психолог, исто така и автор на книги за деца, што исто така не поврзува уште повеќе со она што ние го правиме, и Радмила Живановиќ, или позната е нели преку нејзиното дејство во психотерапика. Нивната дебата верувам дека ќе поттикне многу родители, затоа што емоционално зрелите родители можат да создадат токму такви среќни и независни деца. Да, навистина еден настан кој што верувам дека секој родител би сакал да биде дел од оваа дебата, каде што врвни психолози во дејноста во која што работат нели со децата ќе споделат нели искуства нивни и ќе дадат совети за воспитувањето од страна нели на родителите кон децата. Каде и како можат, Милена, да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој настан во среда? Може да се пријават, имаме постирано линк на нашите Facebook и Instagram страници, може и слободно да се јават на нашиот редакцијски број. И бројот е ограничен на места, меѓутоа флексибилни сме, пред се затоа што ова го правиме токму за слушателите, за сите оние кои што сакаат да научат, така што може слободно да не побараат. Влезницата е 150 денари, меѓутоа тоа влегува и пијалак од јавна соба, и мислам дека повеќе се работи за една духовна придобивка. Ги поканувам
приканувам сите кои што ќе имаат можност исто така и да си ги купат книгите врз кои што е базирано ова предавање, како што е Габор Мате. Неговите книги ќе бидат сите таму, Филипа Пери, една многу интересна книга, книга што посакувате да ја прочитале вашите родители. Во последно време е многу популарна возрастни деца на емоционално незрели родители, кое што всушност го вклучивме во поднасловот, односно како емоционално зрелите родители може да создадат среќни деца. Целата идеја е околу тоа дека првин треба да си направат родителите своја себе анализа, да се анализираат како деца, за да може да се анализираат и себе си како возрастни, а потоа и како родители. Заклучивме по настанот кој што се случи на 24 октомври, беше посветен на Габор Мате. Заклучивме колку луѓето имаат потреба да побараат директен совет од експерт или пак да знаат токму во која книга може да го најдат својот одговор. Па затоа овие дебати се клучни. По предавањето следува дискусија. И во таа дискусија луѓето слободно поставуваат прашања што ги интересира лично нив и преку таа директна форма на обработка на тие информации, тие ќе може да ги применат врз своите деца. Но го сватив дека луѓето се опуштени со оглед на тоа дека самите поставуваат прашања што се многу лични и интимни пред група на луѓе. Тоа значи дека целото наше општество има потреба од вакви поттици, не само во областа на родителството, туку и генерално како емоционалното здравје. Така, Милина, зошто е важно да се советуваме, да дебатираме за родителството? Како што споменете, идејата ви дошло нели од претходната ваква работилница, дебата и настан кој што го имате. Зошто е важно? Затоа што многу често слушаме дека родителството не се учи, и тоа е така и станува збори за инстинкт, меѓутоа кога ќе почнат да применуваат знаење од што стекнуваат во книгите, сваќаат дека всушност постојат некои вештини што родителот треба да ги познава, како да им се приде на пример на децата, или она што го зборува Габор Мате подетално во Држете се до своите деца, кога е време да се реагира, затоа што некогаш и нереакцијата е одговор на нешто. Колку што е важно и да се зборува со детето, тогаш некогаш е важно нели нешто да се премолчи. Сите овие работи може да се стекнат со што е можно повеќе книги, со што е можно повеќе практични или прирачници или практични примери. Затоа мислам дека е значајно да се посветуваат на содржините на овие книги што ги засегаат нив, но е значајно исто така и како што ги споменавме и експертите и да се советуваат директно со нив. Колку што е поголема информираноста, толку повеќе гледаме и дека не сме единствени, дека сите луѓе горе-долу се справуваат со слични проблеми и на тој начин тие и се потикнуваат да сватат дека има еден куп родители кои што во некој одреден момент не знаат што да прават. Но мислам дека одговорот можат да го најдат токму на ова место. Да, позитивни родители, понатаму нели позитивни деца, односно колку се повеќе позитивни родителите, толку ќе бидат и децата. Оно што настав кој што мене многу ми привлече внимание, книга што посакувате да ја прочитале вашите родители а на вашите деца ќе им биде милош вие што сте ја прочитале. Што ќе кажете вие во врска со оваа книга и што би им препорачале на сите родители во одредена возраст, верувам дека се работи или за одредена возрастна граница, како и кога треба да се советуваат на различни начини за децата. Токму како што кажав и пред малку, оваа книга, како и останатите кои што го вклучуваат родителството, имаат и една ретроспектива која што самиот читател треба да се ја направи. Токму затоа и се грижи за психичкото здравје на оној кој што ја чита. Кога тој ќе биде емоционално стабилен, кога родителот ќе биде емоционално здрав, кога ќе се соочи со траумите што тој ги преживел во детството, затоа што како што вели Габор Мате, траума не е она што се случува, туку понекогаш е и она што не се случува. Например, на некој родител што му недостигало љубов и внимание во детството, тоа може да го одрази врз своите деца. Токму затоа овие книги се едно емоционално заздравување на оној кој што го чита и повеќе се како психолошка анализа негова, за потоа тој да може да го примени тоа врз своите деца. Да, навистина
за поздрав овој настан, Милена, кој што го правите, така што ти благодараме ве за одвоеното време ова утро и се надеваме дека ќе вродат и тоа како со плод овие настани кои што се секако посветени за родителството, за децата, но сепак дека ќе направиме сите нели на едни здрави и среќни деца. И јас се надевам за истото, пред се затоа што гледам дека има голем интерес и тоа многу не радува. Се надевам дека сите ќе успеат да бидат слушнати, ги очекуваме сите во среда и би сакала да имаат на ум дека на децата им треба потпора врз кого да се потпрат и кога тие би биле здрави родители, тогаш тие ќе создадат и здрави и среќни деца, па им посакувам на сите многу среќа во тоа едно долго патување, затоа што се работи не само за еднината на нивните деца, туку се работи и за целокупната иднина на нашиот живот и им посакувам да се видиме во среда. Така, еве убава порака за крај, ние ќе ве поздравиме од овде, од книжарницата 3, ќе ве поканиме уште еднаш да бидете во среда во јавна соба и да бидете дел од овој настан. Пријавете се навреме за да не останете нели без вашето посакувано место и да бидете дел од овој тоа како значаен настан за сите родители, па и родителите кои што имаат и повозрасни деца, зашто да не, нели, секогаш тие ќе бидат родители и секогаш нели ќе имаат можност на кого да му кажат и да му посочат нели доколку греши нешто. Уште еднаш ќе порачаме, ќе посакаме нека денеска име среќен ден на сите деца, затоа што нели меѓународниот ден на децата и да бидат среќни во текот на целиот свој живот, а тоа го можат нели секако преку среќните родители. Ивана, благодарам многу и да, ние посветуваме понеделнички добро утро секој утро. Денеска внимание почит кон нашите дечиња во Македонија, но се разбира и низ целиот свет. И токму затоа имавме повеќе теми што и опфативме за дечињата.